случува низ Скопје е тесно поврзано со Пржинскиот договор и со инсталирањето на Оливер за министер за внатрешни работи. Сега не знам дали има логика во овој момент во почетокот, дали ви делува поврзано, дали ви делува хаотично ова што го кажувам, меѓутоа Пржинскиот договор и инсистирањето на Оливер да се постави во Министерство за внатрешни работи е директно поврзано со она што ни се случува на улиците на Скопје и низ Македонија сега. И ја би одел еден чекор понатака, би се вратил во 2001 година, да споредиме некои елементи од 2001 година, 2015 и 2016. Пази, за да видиш, за да видиш тргнувај од таму. Гледам дека доста си ја студирал оваа книга, имаш доста места на кои си подцртувал цитати, одбележал со пенкала и така натаму. Интересно овдека вика на насловната страна. Како да уз помош сутлијаша, лего, коцкица и осталих ненасилних техника покренеш заедницу, срушиш диктатора или просто промениш свет? Да. Вака не звучи лошо? Тоа се флоскули, позади кои што се крие план кој што го спроведува Сорос. Кој што го спроведува Сорос, а позади Сорос се кријат други организации. Значи постојат информации Ајде 2000, дека една голема америчка банка го финансира. Јас ќе ти потенцирам некои делови од таа книга, меѓутоа да дојдеме до неа. Прво да одиме на 2001 година. Повели, да видам кој е линкот. Не е предалеку, на таа траума се сеќаваат многу наши граѓани. Книгата, ова е книгата на генерал Панде Петровски, сведоштва од 2001 година, тоа е за жал починат, и човекот внатре изнел своите лични доживувања како ја преживеал 2001. Пред војната тој беше пензиониран заедно со 500 офицери во оној момент кога започна да се спроведува реформата, односно уништувањето на армијата на Република Македонија. Ова не случајно го кажува. Ова е тешка малце реченица, спроведување, уништувањето на армијата на Република Македонија. И ти кажам зошто. Затоа што тој тврди, а јас се сеќавам, бидејќи ја не сум престар, а во тоа време не бев премал, едноставно тоа е близко 15 години наназад, и убеден сум дека се сеќаваат сите наши гледачи вечерва кои што се над 40 години. Што се случуваше 2001, бидејќи беше огромна траума, и подоцна ќе ја извадам тезата како ќе ја спојам 2015 со и 2016, бидејќи ние во последната фаза или последниот том од ова што ни се случува, имаме две епизоди, 2015 и 2016. Епизодата од 2016 ја имаме затоа што не успеа планот и епизодата во 2015. Сега се вратиме во 2001 на претходната епизода, односно редефинирањето на Република Македонија. И како беше уништена РМ. Вели, откако се отиде JNA, РМ имаше активен и резервен состав, војници старешени околу 120.000, способни и обучени во JNA. Човечки фактор кој не представуваше проблем за формирање на собствена армија. При све е однесено, меѓутоа имавме човечки фактор да формираме наша армија. Практично, во РМ имаше изградено воени објекти во сите градови, добра инфраструктура за совршена и квалитетна обука. Сега тие објекти не се на РМ, структурата на РМ е далеку променета, немаме резервен состав, немаме обврзен воен рок и практично она што го имавме како тенковски единици, како други корпуси, битолски корпус, све тоа расформирано. Ја не сум стручњак за војска, за армија, меѓутоа ова што го читам го поврзам со моите сеќавања на 2001 година и она што го добиваме денеска како продукт и улогата на СДСМ во 2001, 2015 и 2016 година. Значи, практично, он кажува дека по консултација
со тим пензионирани старешини од САД, инструктори, односно воени ветерани, изработен план за стабилизација и одвраќање, бла, 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 да се приклучиме на партнерство за мир, во крајна цел да бидеме членка на НАТО, што до ден денеска не сме и никогаш нема да бидеме, ако не го смениме името. И практично, се ова што сме го имале, 94 тенка, 36 хаубици, преку 100 хаубици, 122 мм, минофрлачи и така натаму, 100 клопни транспортери, да се сведе на ништо. А тој буквално нула, све однесе. Па не е нула, меѓутоа знаеш дека ги стопивме тенковите, бидејќи за тенковите заклучиле. Да, бугарите ни подарија околу тие ни ги подарија, меѓутоа се заклучило следново. Во моментов сите во НАТО и тука и во Брисел имаат потешкоти со потребите АРМ да имат тенковски баталјони за 2 корпуси. Единствено сценарио за кое што а сите земји околу нас имаат. Така е, слушај го сега ова. Ја ова намерно го отварам затоа што сакам да се зборува во нашето општество на овие теми и да не се забошотуваат. И улогата на некои фактори треба да биде повлечена на високо јавно ниво, да има дебата за ова. Вели, 2 корпуси, единствено сценарио за кое што би била таквата опрема, значи тенковите потребно, е или за парада, или слушај го ова, внатрешни репресивни операции. Значи, некој смета дека тенковите може да се искористат внатре во државата и ги расформира, односно ги топи. А нашата армија ја сведува на парадна структура. Во тој период ги пензионираат и него и уште 500 старешини. Меѓу кои Иванче Стојчев победи. Затоа што се спротивставиле... Која пишуваше македонската воена историја. Затоа што требаше да пишува за ова, така за 2001. Затоа што се спротивставиле на реформата, а реформата всушност е само убаво искористен збор, тоа е демонтажа на македонската армија. На македонската армија, со тоа и демонтажа на нашата способност да се браниме.